Со пригодна свеченост, што ја организираше доброволното противпожарно друштво од Кочани, беше означено завршувањето на проектот за психолошка помош за образовната заедница по трагичниот пожар во клубот Пулс, а што се реализираше со подршка од амбасадата на Германија. Пред представниците од образовните институции во општина Кочани беше нагласено дека проектот се одвиваше во две фази, во соработка со Македонскиот Црвен крст и со Комората на психолози. Со своји тимови од 30 на психолози спроведе 23 обуки за прва психолошка помош во средните, основните и детската градинка Павлина Велјанова, каде што беа опфатени сите наставници, целиот наставен кадар, како и техничкиот персонал. Во втората фаза, ние доброволното противпожарно друштво, заедно со Црвениот крст од Кочани, спроведовме две различни обуки, прва помош и практично и теоретско предавање за користење на ПП апарати и нивната намена. Во сите овие обуки се опфатени сите ученици од средните училишта на Саулјупче Сантов и Гошо Викентиев, на околу 1100 ученика од прва до четврта година, како и наставниот и техничкиот кадар на овие две училишта, околу 150 професори и технички кадар. На завршната свеченост на проектот присуствуваше и амбасадорката на Германија Петра Дрекслер, која истакна дека постои поврзаност меѓу граѓаните на двете држави, а тоа е потребата за солидарност. Иако директно не сме погодени, сепак има една врска која што не поврзува, а тоа е врската на човечноста, која што не потсетува дека одговорноста не завршува на границите на еден град или на една држава, или пак не завршува со кај надлежностите на една институција, туку дека тоа е врската која што нас не оспособува и ни дава можност да бидеме солидарни, да можеме заедно да погледнеме кон иднината, без да заборавиме, но повторно со волја, со стабилност, со надеж и со храброст, повторно да сакаме да изградиме нешто. Германската амбасадорка додаде дека и по завршувањето на овој проект, соработката и поддршката ќе продолжат. На свеченоста своји искуства од активностите во изминатиот период споделија и учесниците во проектот. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.